Почитувани гледачи, добре дојдовте во уште едно издание на серијалот интервјуа со поранешни председатели на Собранието. Денеска во емисијата на Собраниски канал гостува поранешниот председател на Собранието, господинот Трајко Велјановски. Председателе, добре дојдовте во Собраниски канал. Добре најдов и задоволство ми е. Се бах овде кога сум поминал 9 години како председател на Собрание, 6 години како пратеник и секогаш со одредено чувство кога доаѓам. Во нашиот разговор ќе се вратиме 20 години наназад, ќе направиме ретроспектива на сите предизвици, на сите достигнувања кои што се случија за време на вашиот мандат. Вие бевте речиси 8 години на функцијата, прв меѓу еднаквите. Но и ќе ги коментираме актуелните политички движења и актуелната парламентарна пракса во периодот. Ќе почнеме од почеток. Кога влеговте низ оваа врата во 2006 година, станавте пратеник, околу 2 години бевте на пратеничка функција. Мислевте ли некогаш дека ќе седнете на председателското столче во законодавниот дом и дека толку време, 3 мандати, 8 години ќе се задржите на таа позиција? Добро, вака да бидам искрен, како пратеник ја дојдов во јуни, беше после изборите 2006 година. И јас, како и секој друг, сака да придонесе за сообување на функцијата. Секој посакува да има таа функција председател на Собрание, но да бидам пак искрен, не ни очекував дека за толку кратко време би можел да бидам председател на Собрание, но истовремено, па најмалку сум размислил дека ќе бидам председател на Собрание во 3 последователни мандати и 8,5 години како председател на Собранието, но секако тоа е плод на мојата работа и верувам дека е заслужен. Секако. Се наоѓаме токму пред Собраниската зграда, од каде го започнуваме нашиот разговор, чија доградба и надградба беше реализирана и финиширана токму за време на вашиот мандат. Така финишираше во 2016 година. На 11 октомври тоа беше свечено и технички предадена оваа зграда. Така, јас се сеќавам дека ние како новинари имавме можност честопати да направиме и обиколка додека траеа и градежните активности, со што Собранието доби повеќе капацитети да одржува повеќе активности во исто време. Секој пратеник доби своја канцеларија, ја добивме салата Купола. Ајде од вас да слушнеме нешто за тоа. Па добро, да ви кажам, започна градбата и тоа камен темелникот условно се удари во април месец 2010 година и тоа баш се сеќавам кај Собранискиот канал што е. Заврши, значи, после 6,5 години на 11 октомври, тоа што кажав, на тој свечен празник, тогаш и свечено се предаде од технички прием ова Собраниска зграда во 2016 година. Се доби многу. Веруете дека многу се доби. Првин се зајак на самата зграда, ова градена е во 1934 година. Се зајак на самата зграда. Второ, се доби надградба, се доби проширување на самата зграда. Како што имам сеќавање, мислам, плюс се доби околу 1800 квадратни метри површина, која што се искористи. Првин за секој пратеник да има своја канцеларија, да има плюс 6 собраниски сали, кои што се користат за комисии, и големата купола, кај што е златната сала, како се е крстена, кај што се одржува за конференции, и јас се сеќам дека многу добро беше искористена кога беше ковид ситуацијата, кога се држа и седници на Собранието. Значи, тоа ми е еден, како да кажам, пријатен момент, но сепак тогаш ја би сакал да искористам прилика да им се заблагодарам на сите пратеници во тие 3 пратенички мандати, затоа што сепак и тие трпеа одредени
непогодности. Собранието работеше, непречено работеше, но и се градеше зградата, имаше доста непријатности, но сите пратеници од сите политички партии дадоа поддршка за таа градба, затоа што никој не поврзуваше од финансиска страна, од страна на, еве да кажам, проектот Скопје 2000, него сите пратеници кажаа дека е потребно да се направи и гледаме дека е сепак тоа нешто што е најдобро направено за мојот мандат. И ќе се сложите сигурно дека по 10 години гледаме дека всушност тоа било неопходно. Па да, секако тоа беше најнеопходно и затоа и се започна тој проект. И како што кажав, 3 мандати, 6 години, не беше од финансиска страна проблемот, него беше затоа што истовремено собранието мораше да работи и мораше да се гради и да се прилагоди на таа ситуација и големо задоволство. Разговорот со поранешниот председател на Собранието, Трајко Велјановски, го продолжуваме од Собранискиот хол на Портрети, каде ќе се вратиме наназад на достигнувањата што се случиле за време на неговиот мандат. За време на мандатот на Велјановски како председател на Собранието беа донесени низа законски решенија, но истовремено законодавниот дом воведе и неколку новини. Председателе, во 2009 го донесовте и законот за собранија. Кажете ни нешто повеќе, какви новини донесе законот за собранија? Па како што кажавте, во тие мандати се донеса многу закони во сферата на политиката и економијата и еден, како што исто така кажате, уникатен. Можда во поширокиот регион, закон за собрание. И тогаш имаше различно мислење од одредени, да кажам, правни експерти или некои кои што различно толкува дали има потреба да се донесе закон за собрание, пошто е уредено соделовник работата на собранието и тоа е уставно одредено дека соделовни се одредо работа на собрание, но се покажа дека е исправно нашата мисија носењето на закон за собрание, затоа што со тој закон за собрание многу работи се придонесува за подобро функционирање на собранието. Со закон за собрание се оформи парламентариот институт, собранискиот канал, основата, финансиската самостојност, надзорни расправи и многу други работи кои што гледам дека се практикуваат. Некои со поголемо темпо, некои со помало темпо, но се даде законска основа за да може да функционираат тие институти во рамките на самото собрание. И моје задоволство дека таа наша мисија со носењето на закон за собрание со текот на времето покажа дека е исправна. Јавноста сигурно се сеќава дека во тој период, освен овие новини на кои што се навративме, тогаш се постави и основата за проектот Е-парламент, проект кој што го наследивте од вашиот претходник, но за време на вашиот мандат некако поинтензивно работевте, основа на она што денес се нарекува дигитализација. Така. Самиот момент кога бев председател на собрание ми беше една од приоритетите задачи да се има побрза функционалност на самото собрание, затоа што многу документи кружат низ самото собрание. Преку Е-парламентот има поголема транспарентност, новинарите можат побрзо да дојдат до информации. Имаше основа, тоа е со веб страницата која што е наследена беше од моите претходни колеги, но се вложиме јас, екипата собраниска, тука придонесува многу од собранискиот тим, кој што го усовршиме до тој степен да ви кажам дека
на светската конференција за е-парламенти, кој што се одржа во Вашингтон по покровителство на тогашниот председател на Конгресот на Соединетите американски држави, госпоѓата Ненси Пелоси, ние бевме пофалени како една од земји со најнапредна функционалност на е-парламентот, која што ни даде уште поголем поттик да го поусовршување. После тоа многу делови се дополнија плюс од тој е-парламентот, има уште основи, но сакам да кажам дека таа дигитализација која што сега владава и претходните влади сака да ја усовршат, ние уште во 2009 година постигнаме тој врв во кој што можеме да се пофалиме како една од најнапредните собранија во регионот од сите други држави со парламентот. И се сеќам дека после соседните држави го копира и го воспостави и кај нив тој парламент. Вие сте еден од председателите на собранието кој речиси најдолго се задржал на председателското столче. Освен ова што го споменавме како новина и како актуелни настани во тој период, кои теми тогаш беа во фокусот? Па добро, јас, како што претходно кажаме, 3 мандати, 8,5 години како председател на собрание, многу работи се случува тоа. Основното е тогаш дека се донесува многу закони. Како што кажав, од политичката, економската сфера. Ја би го издвоил моментот кога на почетокот на мојот мандат како председател на собрание имаше предлог од опозицијата. Мислам дека се сеќам, предлогот беше од Тито Петковски за носење на резолуција за решавање на спорот со Грција. Како председател на собрание го ставив на седница на собранието и едногласно со заклучоци усвоиме таа резолуција. Што понатаму дека некој не е почитувал резолуцијата, за жал тие некои не почитува референдум, но не камоли таа резолуција, но сепак наша основа беше да како собрание да донесеме заедничка резолуција за решавање на спорот со Грција. Се носеа и многу законски проекти, кои што кажав, подинамично беше, да бидам искрен, многу динамично, затоа што многу се работеше. Имаше и поголема активност од тогашните опозициони партии, се користија сите механизми кои што претходно кажаме од Закон на собрание, парламентариот, надзорните расправи. И јас се сеќам, баш ќе кажам за надзорните расправи, дека прв пат кога ги воведовме, тоа хирингот, и бе прв кој што беше на хирингот, како пример кој што е воспоставен во Соединетите американски држави, многу е практикуван, тогашниот амбасадор на Соединетите американски држави, господин Филип Рике, како пример дека треба да се користи тој институт. Значи, многу проекти и можам со задоволство да кажам дека бевме многу продуктивни и за добробит на државата, кое што можат самите граѓани, без да се фалам јас или некои други, можат да осетат да во тој веројански период со носењето на тие закони овозможиме да бидат имплементирани во политиката и економијата и да дадеме придонес за подобар живот на граѓаните во Република Македонија. Ги спомнавте механизмите кои се користеа за време на тие години, на тие мандати. Се соочувавте и неколку пати со бојкот од страна на опозицијските пратеници. Тешко ли одеа преговорите по клучните прашања во тој период? Вака да ви кажам, од тој период, пред како пратени 2 години, немаше нов деловник и опозицијата ги користеше механизмот на многу зборење, за да може условно да кажам да направи да не се донесат одредени законски проекти, но на почетокот на мандатот го донесовме
деловникот во кој што се ограничи дискусијата само на собраниски седници, а на комисиите беше оставено неограничено да се збори. После 2-3 години, после одредена случка, се виде дека некој и тоа го злоупотреби, но сепак се ограничи пак само на одреден сегмент од функционирањето на собранието кај комисиите. И тоа на оние што се од економска сфера, затоа што тоа е многу битно да нема застој во економијата, и оние што се со европско знаменце, додека во дело на политичката сфера законите што немаше ограничување, и гледаме дека сега со најновиот деловник и во тој дел е ограничено, и можам да кажам сега, условно да кажам, многу им се врзани рацете на опозицијата во делот на укажување преку многу зборење и да можат да условно да бойкотираат и да закочат одреден законски проект, но сепак опозицијата си има и други механизми да покаже што знае со предлагање на многу закони. Јас само можам да ви кажам дека во тоа време опозицијата, кога бев ја председател на собранието, поднесуваше многу закони. На секоја втора седница поднесуваше информации, и јас, моја задача беше не само да ги ставам на седница на собрание, него за брзо време и да бидат разгледување и за да може да дојде до гласање. Кај моје време немаше седница што не беше завршена и немаше седница кај што точки од дневен ред не беа завршени. Но не е само моја заслуга, тоа е заслуга и на пратениците од сите политички партии со своето работење. Јас знам дека се сеќам, сме работеле што се вика од 11 сатот кога почина седниците на собрание до 11 на вечер. И тоа секој втор ден може да се каже, и после одреден временски период, и работиме. Па сепак, тоа ни била должност, тоа задача да работиме за граѓаните на Република Македонија. Колку сме сработили, дали сме сработили, дали добро, сепак вистината излегува на крај, историјата покажува за одреден временски период колку е придонесено за Република Македонија. Јас сметам дека моја и заслуга на пратениците од трите пратенички мандати, дека сме придонесли доста за Република Македонија. Во досегашниот тек на нашиот разговор спомнавме што се беше направено за тие речиси 9 години мандат како председател на собранието. Би направиле ли ништо поинаку да може да го вратите времето? Па видите, вака секогаш може да се каже и дека можело подобро нешто да се направи, но тоа е после одреден временски период. Не. Ја би го направил истото, како што се посветив тоа што работата, пак би се посветил да придонесам за функционалноста на собранието во сите сфери. И сметам дека добро беше направена и добра работа завршена за Република Македонија. Ќе се сложите сигурно со мене, работите од тогаш до сега се многу променети од секаков аспект. Нови текови, времето носи нови настани. Каква порака би му патиле на помладите колеги, на новите генерации политичари? Па добре, пораката нека биде следно. Секој кој што влегува во политиката, да види дека не е лесна работа да видиш политичар, не удар на јавноста си, и тие треба да работат честно, посветено, да дадат све од себе што можат,
и да не очекува дека во денешницата, условно во тој момент, ќе биде вреднуван доволно нивниот труд, но историјата, времето ќе покажува колку придонеле за Република Македонија и најосновно на секој политичар треба да знае дека кога влегува во одредена институција ќе замени, кога тогаш ќе замени и треба да се дичи, условно да кажам, со нешто што оставил за таа институција. Јас не да се фалам, јас сум бил во две институции, едната во Министерство за правда, тогаш од тоа време додека бев во Министерство за правда се изгради Врховниот суд, кај што се сместено, функционално, покрај сите оние основни работи што треба да ги работи институција Министерство за правда, беше и тој проект кај што се догради и Врховниот суд е сместен. Во собранието, втора институција, како што претходно кажаме, останата е доградбата, надградбата, проширувањето, овозможувањето на секој пратеник да има своји канцеларии, да се добијат доволно простор за, како што еве и се собранискиот канал, ова собраниско студио. Значи, треба да оставиш за некој да се сеќа по нешто во твојот време кога ти се обавал таа функција. Затоа препораката е секој да работи честно, поштено, посветено на таа работа. Во тој момент можда некој нема доволно да го признае, но историјата и времето ќе покажи што имате оставено и добро е да се остави во кој што долго време ќе се збори што имате направено. Тоа е препораката на сите млади и идни политичари. Председателе Велјановски, ви благодарам што бевте гостин во Собраниското студио и во Собраниски канал и што заеднички се навративме на тие години, пред 10 години. Секако на задоволство и на гледачите и на јавноста што поразговаравме на овие важни теми. И мене ме беше лично задоволство да дојдам во оваа институција, собранието, како што кажав, 9 години ко председател на собрание, 6 години ко пратеник, но плюс задоволство ми е што еве во Собраниско студио, Собраниски канал, кој што беше наша идеја во време на мојот мандат. Искрено многу благодарам. Ви благодарам. Благодарам јас.